зависност на тоа дали е кус или е долг периодот од 100 дена, јас само ќе подсетам дека првите 100 дена на владата што јас ја предводив во 2006, значи не во 2008, кога веќе бевме 2 години на власт, не во 2011, не во 2014, кога имаше уште подобри повеќе резултати, проекти и така натаму, туку 2006 кога ние дојдовме на власт од опозиција. Ние тогаш имавме најмалку 56 завршени проекти, во споредба со ова што сега го слушавме од Заев, кој што ниту еден проект не спомна. Ние тогаш ги имавме намалено во првите 100 дена и намаливме даноците, персоналниот данок на доход и данокот на добивка. Воведовме рамен дан. Го намаливме данокот ДДВ за земјоделските производи и земјоделската механизација од 18 на 5%. Воведовме субвенции за земјоделците. Тие немаа субвенции. Воведовме најпрви 20 милиони евра како интервентна мерка само за 2006, а потоа постепено го зголемувавме и стигнавме до меѓу 140 и 150 милиони евра во 2016 година. Понатаму, во првите 100 дена успеавме да ги направиме сите подготовки и да го отвориме јавниот меѓународен повик за трет мобилен оператор, кој што успеа и подоцна донесе 70% намалување на цените на телефонските услуги.